заради влошување на состојбата и зголемениот број на заразени со коронавирусот во општина Прилеп, вчера одржавме неформален работен состанок со директорот на општата болница Борка Талевски Прилеп, здравствениот дом, како и со лекарите, инфектолози и епидемиолози од Прилепската болница и од Центарот за јавно здравје. На средбата разговаравме за натрешна реорганизација на здравствените институции со цел поефикасно справување со пандемијата. За сериозноста на состојбата зборуваат бројките, кои велат дека само во месец октомври бројот на новозаболени е половина од вкупниот број заболени од почетокот на пандемијата, односно од досега 1380 пациенти, тоест позитивни случаеви, 722 се заразени само во месец октомври. Бројот на активни случаеви е 509, од кои 63 се на болничко лекување, а останатите се на домашно лекување. Во изолација се наоѓуваат 695 пациенти. Од досега починатите 62 лица, 20 се починати само во месец октомври, од кои 10 само во последната недела од октомври. За овие прашања разговаравме и денешната седница на кризниот општински штаб, на која донесовме повеќе заклучоци и предлози кои се во функција за подобро справување со актуелната состојба на корона кризата. Заради зголемен број на пациенти кои имаат потреба од болнично лекување и хоспитализација, донесовме одлука двојно да се зголеми капацитетот на болнички кревети, односно од досегашните околу 50 да се зголеми на околу 100 кревети. Ке се зголеми и медицинскиот персонал во инфективното одделение преку ангажирање на дополнителен број на здравствени работници од другите одделенија и со вклучување на волонтери. Исто така, кризниот штаб констатираше дека е зголем бројот на тестирања со COVID-19. Констатиравме дека борбата со коронавирусот налага поголема вклученост и на матичните доктори во целокупниот процес на справување со корона кризата. Можам слободно да кажам дека на вчерашниот состанок на Сдруженијето на матичните доктори оваа иницијатива беше безрезервно прифатена од нивна страна. Поштивани граѓани, вториот и уште поопасен бран на пандемијата од сите нас бара доследно и строго почитување на мерките и протоколите за заштита од COVID-19. Недобриот начин да се заштитиме себе си и своите најблиски е да носиме заштитна маска, да одржуваме неопходна физичка дистанца и редовно да вршиме дезинфекција на рацете во домовите и на работните површини. Само на тој начин ќе успееме да ја задржиме состојбата под контрола и ќе им помогнеме на здравствените работници поуспешно да се справуваат со пандемијата. Упатувам апел до сите стопански субјекти во општината, особено до стопанските субјекти со помал број на вработени, да организираат својата работа согласно пропишаните протоколи за заштита од коронавирусот и без исклучок да ги имплементираат сите заштитни мерки препорачени од Комисијата за заразни болести. Упатувам апел до младата популација и до нивните родители. Младите да не се групираат, да прекинат со организирање на забави по викендици и во целост да ги почитуваат мерките и протоколите. Да покажеме одговорност, да си помогнеме заеднички, бидејќи само така ќе намалиме трансмисијата на вирусот COVID-19. Договорено е еден дел од интерното одделение кај што нема пациенти да се пренамени за ковид центар. Исто така очно одделение кое моментално се наоѓа на истиот спрат со ушно одделение каде што делумно го проширивме капацитетот за сместување на пациенти од COVID-19. Значи тие двата тракта ќе бидат пренаменети, со што во двата тракта има околу 25-26 кревети, значи добиваме уште 50 легла за сместување на пациенти со COVID-19. До сега имаме околу 52-3-4 простор на инфективно одделение, на одделението за уволно нос и грло. Значи со овие 50 ќе добиеме бројка од околу 100 кревети во моментов за
сместување на пациенти со COVID-19. Имаме проблем со кадарот. Како и во сите други болници низ државата, и во болница Прилеп постои проблем со кадар, од причини што прво имаме во неколку деленија позитивни како и заболени од COVID-19 и дел кои се во изолација, што го намалува бројот на медицинскиот персонал кој треба да одговори на барањата од пациентите општо, како и барањата на пациентите заболени од COVID-19. Во инфективно одделение повремено уфрлавне сестри од другите одделенија со цел да им помогнат, бидејќи таму е најоптеретена состојбата со број на пациенти кои лежат, број на пациенти кои имаат потреба од преглед и број на пациенти кои имаат потреба од терапија во дневна болница. Сега правиме напори да се зголеми бројот дополнително на сестри кои ќе бидат ангажирани во инфективното одделение, а исто така, како отвараме нови ковид центри, мора и таму да го зголемиме бројот на здравствени работници и болничари. Проблем се докторите најголем, не се создава доктор преку ноќ за лекување на тие пациенти. Ќе поднесиме барање и разговара во допис со министерот да ги повлечиме повторно специјализантите, да ги вратиме назад во болница Прилеп, со што би обезбедиле персонал од доктори кои ќе бидат вклучени во работењето на сите одделенија. Од Сабајле, значи до 2 часот, ќе има 3 доктори долу, каде што има голема гужва. Така се организиравме и тоа од денес почнува. Попладне ќе има 20 доктори, кои исто така активно ќе работат некаде до, мислам дека 8-9 часот, а после тоа навечер ќе има дежурен доктор, наш, дали инфектолог или друг доктор не е битно, со плюс уште еден помошен лекар и цела болница од доктори на располагање, ако нешто е потребно за конзилијарен преглед. Така да во тој поглед сега за сега сметам дека би можеле да одговориме на оваа сегашна ситуација. Затоа апелирам до граѓаните на една поголема совесност. Да, доколку се добри, иако се позитивни, не значи дека треба да појдат кај инфектолог. Тоа се случува секаде во светот, мора и кај нас така да биде. Значи, ние затоа се организиравме соматичните, за пациентот да биде посигурен дека некој го видел, ќе биде прегледан прво од матичен. По негова проценка, доколку према параметрите или индикациите, е за кај нас, тогаш да биде упатен кај нас. Значи, секој кој се одлучил да биде доктор, знае каков ризик има. Така да ние не се откажуваме од нашите пациенти и понатаму ќе ги прегледуваме. А од друга страна, пошто нашиот град во моментов е во голема корона криза, да речам, ние на градоначалникот му се понудивне мимо работењето во нашите амбуланти, кои што во овие тешки моменти не смееме да ги напуштиме. Верувајте ми, ние како волонтери во нашето работно место, ако дојди потреба, се понудивме на помош на болницата и сегде на друго место кај што треба.